Во продолжение среда, наша редовна рубрика Моje здравје, во која што ќе потсетиме малку повеќе внимание на дијабетот. Во понеделникот на 14 се одбележуваше светскиот ден на дијабетот, па денеска од тие причини и малку повеќе ќе зборуваме за симптомите, за превенцијата, за лекувањето. Наш гостин денеска доктор Катерина Адамова од јавната здравствена установа Клиника за ендокринологија, дијабет и болести на метаболизмот. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Доктор, ќе благодарам што сте наш гостин денеска. Кажавме дека поводот ни е светскиот ден на дијабетот, но навистина денеска малку повеќе внимание ќе посветиме на потикнување на свеста и оние суптилни симптоми кои што постојат, да можеме полесно да ги воочиме и да реагираме на време. Кои се симптомите на дијабетот? Можеме да зборуваме посебно дијабет тип 1, тип 2, вие ќе кажете подетално. Значи вака, симптомите кај дијабетесот, без разлика дали е тип 1 или тип 2, кога е веќе целосно развиен, пациентот не знае дека има дијабетес, меѓутоа симптомите се многу карактеристични. Значи силно изразена жед, често мокрење, пиење многу вода, слабење. Веќе голем дел од популацијата се е свесна за овие знаци и во тој случај одат на лекарски преглед. Меѓутоа, проблемот е да се откријат оние пациенти кои што се во фазата на преддијабет или кои што имаат се уште рана фаза на дијабет. Кај тие пациенти симптомите се исто така од овие што ги спомнав претходно, меѓутоа послабо изразени. Значи, многу често пациентите кои ќе дојдат на преглед, викаат, кога ќе размислам, малку подлабоко, последните неколку месеци имав чувство на жед, бев малку пожеден, меѓутоа тоа го поврзував со, да кажеме, со јадење посолена храна, или чувствував малку замор, меѓутоа тоа го поврзував со некоја зголемена физичка активност. Понатаму исто така може да имаат проблеми со забите. Значи изразена парадентоза. Обично не го поврзуваат со дијабетесот, почесто расипани заби. Сите овие симптоми се некако многу суптилни. Затоа велиме, кога пациентот не се чувствува добро, известен период, неколку месеци, одете на преглед, направете една гликемија покрај на општа лабораторија. Една крвна слика, нешто во која што ќе се види шеќерот во крвта. Доколку, или пак, кратко речено, доколку шеќерот во 2 наврати на гладно е 7 и над 7, или доколку во било кое време, дали е гладен или сит пациентот е над 11, и во тој случај се поставува дијагноза за дијабетес. Да, и веднаш мора да се реагира, за да може да се превенира, се разбира, доколку се грижиме за нашето здравје, тоа треба да ни биде врвен приоритет. Што е почесто во овој период, со што почесто вие се среќавате како стручни лица со нови пациенти од дијабет тип 2 или пак влошување на веќе постоечките кои што си ги знаете, кои што си го носат подолго време типот 1? За жал во последно време имаме зголемен број на новооткриени пациенти со дијабетес и со тип 1 за нијанса помалку, меѓутоа многу повеќе тип 2. Едно време Македонија беше трета во Европа по број на пациенти со дијабетес, што е навистина високо место. А сега како сме? Не сме многу подобри. Бројките на новооткриени пациенти и на вкупен број на заболени, значи инциденца и преваленца, апсолутно ги следиме во светски рамки. Значи немаме никаков стоп во таа прогресија на болеста. Тоа беше дополнително влошено со состојбата со ковид пандемијата, бидејќи за време на ковид пандемијата пациенти кои што немале дијабетес и кои што немаат никаква фамилиарна позитивна анамнеза за дијабетес, добија дијабетес, а тие пак кои што имаа веќе дијабетес, дојдоа во ситуација на многу влошена гликорегулација. Така да кај овие пациенти многу често се случува да многу тешко можеме да ги регулираме, односно се работи за многу високи вредности и нагол пат на гликемијата, односно хипогликемија, значи високи и ниски вредности наизменично. Така да состојбата е малку влошена. А добро, потребен е долг временски
кратки период за да може да кажеме се стабилизирал пациентот или едноставно тоа е индивидуално? Во принцип треба известен период кај сите пациенти, иако кај некои треба малку пократко време, а пациенти кои што сепак ќе се придржуваат малку построго кон нашите препораки. Тоа е тоа што сакав малку повеќе да го посочиме, дека сепак е потребно големо внимание од страна на пациентот и придржување се, разбира, до се она што ќе кажете, вие ќе го посочите. Апсолутно, кај овие пациенти треба значи да поминат, иако претходно поминуваат едукација, кај новооткриените пациенти поминуваат едукација, односно еден вид мала школа која што трае ден-два. Што фаќа таа начин на исхрана? Има многу работи кои што треба, така да овие пациенти кои што веќе поминала едукација, после неколку години повторно ги праќаме да ја поминат таа едукација, затоа што секогаш има нови работи и нови прашања кои што самите пациенти сакаат да ни ги постават. Така да и потсетувањето е мајка на знаењето. Да, апсолутно. И сега во таа едукација порано беше се спроведуваше на клиниката за ендокринологија за хоспитализирани пациенти, сега се спроведува во центарот за диабетес. Таа во принцип, ако се работи за пациент кој што веќе има диабетес, малку е пократка, за пациент кој што е ново откриен, таа едукација се состои прво, не може наеднаш да се кажат многу работи, затоа што сепак самата диагноза, кога ќе му се каже на пациентот дека е доживотна, малку е шок за пациентот, така што му даваме малку време на пациентот да се адаптира. Во Добивањето на тип 2, тоа значи дека доживотно го носи со него или има можност да го надмине? Не. Значи, диагнозата за диабетес и тип 1 и тип 2 е доживотна. Единствено може, зборам сега за тип 2, да биде доживотно на диета. Без терапија, меѓутоа, диагнозата е доживотна. Таа не се повлекува, само може да биде стабилна состојба без да развие компликации. Во зависност од тоа како пациентот се е придржувал. Докторке, кои се таргет, да речам, со поголемо внимание според годините граѓани за вас? Сега според ситуацијата, може да кажем и пост-ковид, па? За време на моето студирање, таргет беа пациентите над 55 годишна возраст. Сега веќе таа граница се спушти и тоа се пациенти кои што се помлади, значи веќе над 40-45 години, пациентите треба да се проверуваат за диабетес, а посебно тие пациенти, тие луѓе кои што имаат во фамилија минимум еден член од фамилијата, посебно од прва линија, значи татко, мајка, браќа, сестри. Ризикот се зголемува доколку од прва линија има член со диабетес, а уште повеќе се зголемува ако и повеќе членови од семејството имаат диабетес. Така да тие пациенти посебно треба да внимаваат на својот животен стил, на својата исхрана, физичка активност. Докторке, би сакала да посветим и внимание, се разбира, на нешто што се случува, се разбира, не е позитивен тренд, а тоа е зголемување на бројот на деца со диабет. Претпоставам дека вие постручно ќе одговорите каде го лоцирате проблемот, но во поглед и на бројките се зголемува од година во година? Кои се ваши информации? Пациентите со тип 1 најчесто се дечиња, значи кои што ги води клиниката за педиатрија. Кои што имаат вродено? Не, тоа не е вродено, не се знае, тоа е автоимуно заболување кое што не се знае, односно автоимуното заболување значи дека телото не го препознава панкреасот е тој кој што го лачи инсулинот, не го препознава панкреасот и го уништува со антитела. Не се знаат која причина, не може да се предвиди, не може да се спречи. Може да се јави од неколку месечна возраст, па најчесто се јави околу 7, 8, 10, 12 годишна возраст, апсолутно не можеме да определиме. Кај тие дечиња, кај таа популација не можеме да превенираме. Меѓутоа, она што можеме да превенираме е тип 2, кој што кај децата или кај адолесцентите, која што состојба порано беше просто незамисливо или многу ретко. Значи тип 2 многу ретко порано се јавуваше кај помаладата популација. За разлика од порано, сега веќе имаме дечиња кои што се со многу поголема телесна тежина, кои што обезноста некако. Обезност има големо влијание. Да, големо влијание има. Дечињата многу седат пред телевизија, многу седат пред компјутер, пред лаптоп и таа состојба доведува до зголемена телесна тежина и до зголемување на инсулинот, односно го нарекуваме тоа хиперинсулинемија. Тоа не е диабетес, тоа е хиперинсулинемија. Меѓутоа се обидуваме да поттикнеме
и колегите од педиатрија нормално, да потикнеме една поголема физичка активност за да спречиме понатаму развој за дијабетес. Кај оваа популација можеме да спречиме, за разлика од онаа со тип 1. Така, докторке, она што посочувате сега како главен виновник обезноста и седењето пред компјутер, пасивноста, го посочувате како главен виновник за кај децата дијабет тип 2, дали тоа значи дека може да исчезне или го носи? Затоа што веќе кај помали деца, помали тие се 7-8 години, 10. Така. Еве вие ќе кажете најчесто која е возраст? Возраста може да варира. Меѓутоа, сепак се тоа, децата кога се помали се поактивни, повеќе трчат. Затоа најмногу можат педиатрите да кажат. Меѓутоа, некаде веќе адолесценти, пубертет, тука веќе може да се намали, ако детето е од мало помалку активно, да кажеме, тогаш веќе во таа возраст телесната тежина се зголемува, килограмите се таложат и тука се зголемува ризикот. Така што кај овие деца советуваме, како што спомнав претходно, малку поголемо внимание или да едноставно да се активират преку спорт кој што тие ќе го изберат, затоа што доколку се наметне спортот нема да биде долготраен ефектот. Треба спорт кој што самото дете ќе го, или адолесцент или пубертетлија, ќе може да го избере за да биде тоа долготраен процес кој што ќе спречи понатамошно качување на телесната тежина. Зборуваме за превенција, зборуваме за диагноза, но за лекувањето. Дијабет тип 1 ќе ни објасните убаво. Јасно е веќе како се лекува, но и за типот 2 посочивте неколку пати во исхраната. Апсолутно. Како врвен приоритет. Кај тип 1 нема дискусија, значи мора апсолутно веднаш да се започне со инсулинска терапија. Тука немаме други опции. И помалите деца со истата инсулинска терапија се третираат? Да, апсолутно со инсулинска терапија. Единствен момент што би споменала е дека кај некои дечињата може да се јави ханимун или меден месец. Тоа е период кога не им треба инсулин и многу често се залажу во фамилијата дека детето си се надминало, се изборало. Да. Меѓутоа тоа е период кој што може да трае месец, два, неколку месеци, меѓутоа сепак на крај повторно доаѓаме до состојба, затоа се нарекува меден месец, сепак на крај доаѓа до состојба каде што се вклучува инсулинот. А за кај тип 2, апсолутно, се почнува секогаш со метформин, значи тоа е делува на инсулинската резистенција, онаа хиперинсулинемија која што ја спомнавме, доколку таа се зема редовно, доколку имаме физичка активност и исхрана, во тој случај се продолжува доживотно, доколку не се вклучува нова таблетарна терапија, доколку не постигнеме добра гликорегулација, во тој случај се вклучува и инсулин. За тип 2 постои една нова терапија која што се дава, значи регистрирана е за пациенти со дијабетес, меѓутоа влија и на центарот за апетит, така што се намалува апетитот и телесната тежина. Многу често не прашуваат пациентите сте имале некој инсулин за слабење. Тоа не е инсулин. Тоа е нов лек, иако е со боцкање, не е инсулин и не служи за слабење, туку се дава кај пациенти со дијабетес тип 2, меѓу кои што ефекти е и намалувањето на телесната тежина. Добро, докторке, убаво е да се слушна дека се следат светските трендови во поглед и на лекувањето, дека и тука ги имаме новитетите во лекувањето. Би сакала да го заокружам разговорот со тоа што го споминавте јадењето, па некако ми го поттикнавте прашањето дека ни доаѓа период кога е постудено и некако повеќе се затвараме дома, се намалува физичката активност и желбата за апетит и за храна се големува. Доаѓаат, се разбира, и славите, празниците, новогодишните, божики, бадники ќе дојдат и така натаму. Еден период кој што не чека, подинамичен, како ќе почне јануари, февруари, потоа не се смирува, мислам дека до март, април. Што советувате вие? Предпоставам за повозрастните, веќе тие си имаат еден начин по кој што се тираат и на исхрана, и веќе па некоја физичка активност која што за нив е дозволена. Ама што советувате кај оваа помлада генерација, која што е, да речеме, работоспособна, која што е подинамична и која никако со нетрпение го чека периодов кој што следи? Убавиот период. Би советувала повеќе зеленчук, иако многу често советите се однесуваат на зеленчук и овошје. Меѓутоа, некако повеќе ни се слуша зборот овошје во однос на зеленчук. Значи, зеленчукот апсолутно во огромни количини. Ние сме држава која што барем имаме зеленчук, нели? Да. Секако цитрусните овошја заради
витамин С. Тука сакав да ве прашам за овошјето, исто така си има шеќери кои што се дозволени шеќери, еве под наводници дозволени, ама нели не смее да се претера и со нив? Секое овошје има овошен шеќер, повеќе или помалку. Во зависност од тоа, веќе пациентите кои што имаат дијабетес дури знаат, на пример, бананата, една банана е како 2 кришки леп, како 2 лажици шеќер да зеле. Така да самите пациенти го знаат тоа. Ова е тоа кое што многу од пациентите треба да го знаат. Значи колку, кога овошје, кога зеленчук, колку овошје и кое овошје. Тоа се тие ситници кои што се обидуваме да ги научиме нашите пациенти. Затоа што, и повторно ќе кажам, во однос на овошните сокови, например. На овошните сокови пишува без додаден шеќер. Нема бел шеќер додадено. Меѓутоа, самото овошје има шеќер. Тоа е природен шеќер, фруктоза, меѓутоа е сепак шеќер кој што доведува до покачување на шеќерот. Така да сите овошни сокови имаат шеќер. Значи една чаша од 150 мл е околу една кришка леп, околу една лажица шеќер. Така да и тоа не може колку сакаат. Значи мора да кажеме во вид на ужинки, распределено во текот на целиот ден да се земат. Значи меѓутоа ќе кажам за физичката активност во ова зимно време. Да не се разбудиме во јуни, да се разбудиме порано. 10 кила повеќе. Сепак советот е да некоја лесна физичка активност која што ќе биде секојдневна. Ако ништо друго, барем доколку се може, секако зависно од здравствената состојба, меѓутоа популација сметаме дека е поздрава, така да би советувале на пример пешки, одење на работа, враќање на работа. Тоа е една едноставна активност, бидејќи кога веќе многу ке застуди, некои од пациентите дури се активни на велосипед, што е одлично. Меѓутоа, поголемата популација би советувала пешки одење на работа и назад, ако се може, нели, има голем број на теретани, секако, и повторно ќе кажем, зеленчук повеќе. Ви благодарам, докторке, навистина и подсетивте на некои маркетинг трикови кои што ние ги занемаруваме, а тоа е во поглед на овошјето и овошните сокови. Ви благодарам за советите. Ви благодарам и на вас. Се гледаме, се разбира во некоја следна прилика.